Вчера се одржа промотивно пламна за литература за деца. На истата беа промовирани едиција во 10 книги најдобра кинеска литература за деца и најновата прозна книга на Киро Донев Дарко во зоопаркот. Кога станува збор за неговите најнови изданија, јас и на промоцијата сега на децата им реков дека негова најголема обсесија и најголема љубов се децата и природата. Кога станува збор за природата, тој посебно го издвојува растителниот и животинскиот свет и некако во неговите книги го негува тој однос меѓу човекот и природата, меѓу човекот и растенијата, меѓу човекот и животните. Меѓутоа тоа не го прави наметливо, тој не морализира, не се тоа празни дидактички места каде што ќе ги учи децата како треба и како не треба, туку напротив, преку така наречените разговори со растенијата и со животните, тој знае како да им укаже на децата што е добро, што не е добро да прават, како да бидат во коректен однос со природата. Во представувањето на книгите и изданија на македоника литература учествува Ацо Гогов, Ана Витанова Рингачева, Киро Донев и Новет Светановски. Антологиската едиција најдобрата кинеска литература за деца, македоника литература ја реализираше како копродукцијски проект со издавачката куќа Dolphin Books од Пекинг, Народна република Кина. Денес дојдовме да ја презентираме најдобрата кинеска литература за деца и најдобриот автор од македонската литература за деца Киро Донев. Најдобрата кинеска литература за деца е антологиска едиција. Ние неодамно објавивме 10 книги во соработка со пекиншкиот издавач Dolphin Books, кој што е специализиран за литература за деца и е еден од двата најголеми кинески издавачи за литература за деца. Ние со тој издавач подпишавме договор за формирање на заедничка редакција за објавување на кинески книги. Таа редакција, заедничка редакција за објавување на кинески книги на македонски јазик. Таа редакција всушност ја представува редакцијата на Македоника Литера. И како прв чекор од таа редакција, работата на редакција се овие 10 книги, меѓутоа ние продолжуваме и понатаму, во фаза на подготовка сме и на други книги. И се надевам дека наредниот период ќе објавиме повеќе кинески книги. Точно е дека кинеската литература е малку застапена воопшто, не само литературата за деца, туку воопшто кинеската литература малку е застапена во нашиот регион, а посебно кај нашите македонски читатели и кај младите, кај возрастните. Во едицијата се застапени најпознатите, најчитаните современи кинески писатели за деца и за млади. Во овие книги се вклучени најдобри дела на авторите избрани од самите автори. Изборите содржани бајки, басни, раскази или новели. Како прилог во книгите се објавени и текстови на авторите кои го образложуваат својот избор и се осврнуваат на своето творештво.